Добар ден, дневник на К3. Основното јавно обвинителство Куманово издаде наредба за вештачење на лифтот во кој вчера загина 6-годишно момче. Вештачењето ќе се врши на Машинскиот факултет во Скопје и треба да ги утврди причините за несреќата. Основното јавно обвинителство Куманово издаде наредба за вештачење на лифтот во кој загина 6-годишното момче. Вештачењето ќе се врши на Машинскиот факултет во Скопје и треба да ги утврди причините за несреќата. По наредба на надлежен јавен обвинител, лифтот е целосно изолиран и обезбеден со полициско присуство. Во исто време, обвинителот издаде наредба за одземање на севкупната документација од фирмата задолжена за сервисирање на лифтот, како и прибирање на друга неопходна документација потребна за расветлување на случајот, се навидува во соопштението на основното јавно обвинителство. Дополнително, уште во текот на вчерашниот ден, издадена е наредба за обдукција на телото на починатото момче. Инаку вчера, 6-годишно дете почина во несреќен случај во лифт во стамбена зграда на булеварот 3-та македонска ударна бригада. Настанот се случи во 11:40 часот во стамбената зграда каде што детето родено 2010 година од засега непознати причини било потфатено од лифтот и починало на лице место, соопшти вчера полицијата. Пожар избувна предпладнево во поранешниот хотел Кристал, сместен во централното градско подрачје. Екипите на противпожарната служба интервенирале со едно противпожарно возило и 2 екипи, односно 5 пожарникари. Пожарот е целосно локализиран по нешто повеќе од 1 час, а причината е незначителна материјална штета. Екипите на територијалната противпожарна служба повеќе од 1 час го гаснеа пожарот кој избувнал на последниот кат во поранешниот хотел Кристал, кој инаку се наоѓа во центарот на Куманово. Како што информираа територијалната противпожарна служба, на терен интервенирале со едно возило и 5 пожарникари, а гореле кебиња, постелнина и друг лесно запалив материјал. Причината е незначителна материјална штета и истрагата ќе покаже како настанал пожарот. По присигнување на нашата екипа на лице место, констатирано е дека гори на најгорниот кат поранешен вешерај. Некои сталажи, дрвени, на кои имало стари ќебења, чаршафи, јастучници, материјали кои биле во употреба некогаш. Има некоја ситна материјална штета, бидејќи тоа е све нашински качено ѓубре. Пожарот е локализиран, екипата е се уште горе, работи на тотално расчистување на опожарениот дел. Поранешниот собственик на овој некогашен репрезентативен објект на градот Звонко Јосевски во изјава за медиумите истакна дека по завршувањето на стечајната постапка ќе се реши статусот на овој објект. Инаку Јосевски како собственик на акционерското друштво Бисерка беше во периодот од 2013 до 2015 година, а стечајната постапка започна во 2010 година. Сметам дека би требало сега постоje овие последни пресуди што се со враќање на објектите на Бисерка би требало да се спроведе таа стечајна постапка да се доврши, со тоа што сега е фактички во рацете на стечајниот управник кој треба да си ги преземе потребните законски процедури. Вкупно 230 кумановци беа вработени во поранешните објекти на АД Бисерка, меѓу кои хотел Кристал и Куба, во кои во периодот од 2001 до 2009 година беа сместени и раселените лица од Кумановско-Липковскиот регион. Инаку ова е прв случај на регистриран пожар во поранешниот хотел Кристал. Представници од секторот за внатрешни работи Куманово, градоначалникот Зоран Дамјановски, пратеници и советници, како и представници од Црвениот крст, Националниот ромски центар и Центарот за меѓукултурен диалог дебатираа за состојбата со безбедноста во Куманово на локалниот совет за превенција. Според информациите на Министерството за внатрешни работи, од почетокот на годината до месец јуни се регистрирани 5 настани на судири по етничка основа. Зголемениот број на тепачки, мултиетнички судири и нарушување на безбедноста ги седнаа на заедничка маса одговорните за спроведување и одржување на јавниот ред и мир во Куманово. Според податоците со кои располага МВР и секторот за внатрешни работи Куманово, од почетокот на годината до мај е регистриран само еден настан по етничка основа, додека од 31 мај до јуни се евидентирани 4 настани со кои бил нарушен јавниот ред и мир. Командирот на полициската станица Куманово информираше дека сите 5 случаи што се пријавени се расчистени. Меѓутоа, како што истакна тој, потребно е сите задолжени институции превентивно да делуваат со цел ваквите настани да не се случуваат. Куманово е мултиетнички град
со повеќе националности, различити националности и мислам дека сите заедно мора да земеме учество за спречување на ваквите инкриминирани действија. Апел до сите, од моја страна и од СВР Куманово, до медиумите, до сите надлежни институции, верските заедници, локалните совети што се за безбедност, училишните совети, сите да апелираме да нема вакви нарушувања. Мора да ја подигнеме свеста кај граѓаните. Она што ние веќе континуирано го работиме како одсек за превенција при СВР Куманово, нели со нашите проекти кои што ни цела година ги работиме, од проектот безбедни училишта, полицијата и граѓаните заедно, мултиетничката комуникација, значи празниците зближуваат заедно, сите значи градиме мостови, сето тоа мислам дека и вроди со плод. Градоначалникот Дамјановски особено се осврна на последниот настан кој се случи за време на викендот во кој беше повредено тричлено семејство. Тој додаде дека летните месеци се особено критичен период и се потребни поголеми превентивни мерки и активности. Кога зборуваме за превенција, мислам дека ако ги лоцираме како малку по концентрирано во овие месеци, мислам дека тука треба да направиме некоја програма, дека тука у овој период повеќе луѓе на главните артерии, на улиците, на плоштадите, на скверовите, на местата кои се лоцирани како можни потенцијални жаришта за една провокација од таков тип. По предлог на надлежен јавен обвинител од Основното обвинителство Куманово, судијата на претходна постапка од Основниот суд Куманово одреди мерка притвор во траење од 30 дена за едно лице против кое е донесена наредба за спроведување на истражна постапка поради постоење основано сомнение дека сторил кривично дело убиство во обид. Лицето се товари дека додека чекал ред со неговата девојка во здравствениот дом Куманово, влегол во расправија со друго лице заради непочитување на редот за прием во амбулантата. Во текот на расправијата оштетениот му се заканил на осомничениот. При излезот од здравствениот дом, осомничениот бил нападнат од 3 други лица кои започнале да удираат по ветробранското стакло на неговиот автомобил. Избегнувајќи го нападот, осомничениот се упатил кон центарот на градот, при што со своето возило марка Мерцедес се обидел да го прегази оштетеното лице, неговата сопруга и малолетното дете. Сите тројца биле повредени, а со најтешки телесни повреди се здобило детето. По извршениот увид на лице место со оглед на околностите под кои се случил настанот, јавниот обвинител даде наредба до СВР Куманово постапката да се води како итна, а лицето учесник, возач, да биде задржано заради натамошно постапување. СВР Куманово поднесе кривична пријава против ПМ43 од Скопје поради постоење основано сомнение дека сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори. Пријавениот наводно заради изработка на магистерскиот труд на Земјоделски факултет Скопје доставил повеќе барања до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои се однесувале за впишување во регистерот за семе и саден материјал на коноп од сортата Хелена, добиена од сорта на индустријско растение запишено во национална сортна листа новосадско коноплје, како и согласно за отпочнување на проекти дозвола за производство на коноп од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. На сега пријавениот му се доставени одговори дека треба да биде запишен во регистерот на снабдувачи на семенски материјали, како и дека сортата Хелена да биде запишена во национална сортна листа и дека Министерството нема надлежно за давање согласност за користење на увезено семе за лична употреба. Известување и барање дозвола за отпочнување на производство на коноп доставил и до Министерството за здравство, за кое добил одговор дека во Република Македонија како членка на Обединетите нации е забрането производството на канабис во сите форми и вариетети. Покри известувањата кои ги добили од двете министерства, пријавениот во текот на 2016 година од Нови Сад, Република Србија набавил 2 килограми семенски материјал канабис. Дел од семенскиот материјал го засадил и одгледувал на земјиште лоцирано во Врбица, село Железница, Кратовско, каде неовластено произведувал вкупно 1897 растенија, додека останатиот семенски материјал од растителен род канабис со нето маса од 1980,6 грама го чувал заради понатамошно дополнително производство. Во текот на вчерашниот ден по претходно обезбедена наредба за претрес од страна на СВР Куманово во содејство со полициски службеници од Одело за криминалистичко ташнички испитување
извршување вештачења. При МВР извршен е претрес на објект и на нива на погоре наведената локација, при што ПМ ги покажал парцелите каде има насадено канабис, и тоа на парцела означено со H1. Биле пронајдени 791 насад со висина од 5 см до 60 см. На парцела со ознака H2 биле пронајдени 780 насади повторно со иста висина од 5 до 60 см, како и пластично црево за наводнување. На последната парцела биле пронајдени уште 14 насади. Освен на предметните парцели, при претрес во помошен објект штала биле пронајдени уште 312 растенија. По одземањето на насадите растенијата со потврда за привремено одземени предмети, извршено е вештачење, при што е констатирано дека насадите во вкупен број од 1897 се млади растенија кои припаѓаат на растителниот род канабис сатива и содржат психоактивни супстанции забранети за производство и промет во Република Македонија. Истото е констатирано и за семенскиот материјал во вкупна тежина од 1980,6 грама. Сојузот на борци Куманово ја одбележа 73 годишнината од формирањето на првиот кумановски партизански одред. Пред присутните говореше еден од учесниците во Народно-ослободителната војна, Јордан Цеков Дане. Со едноминутно молчање и положување цвеќе пред споменикот во некогашната бавчана Денко Цеков, Сојузот на борци Куманово ја одбележа 73 годишнината од формирањето на првиот кумановски партизански одред на 26 јуни 1943 година. Од оваа место овдека, како што реков на 26-тој, 7 борци и уште една група која што тргнува од воденицата на Ангел Тодоровски, таткото на Христијан Тодоровски Карпуш. Таму се 4 борци и овдека 7, вкупно 11. Тие имаат за задача да појдат и да се спојат со Јужноморавскиот одред, каде што ќе се борат во неговите редови за да стекнат искуство и да се вооружат. Посебна благодарност за присуството и за сето она што го направи за денешната слобода на Македонија му беше изразена на Јордан Цеков Дане, еден од главните организатори на Севкупното народно-ослободително движење во Куманово и командант на единица на 3-та македонска ударна бригада. На нас може би изгледа тоа е ситна работа, излеге 5-6 милја партизани, 10 их голема работа. Немојте така да мислите, ве молам. Тој ден се запали голем пламен во Куманово. На ова место во Источна Македонија први што издегува о партизани, тоа беа кумански партизани. Од тој пламен се разгоре голем огин. На одбележувањето на годишнината присутни беа и членови на главниот одбор на Сојузот на борците, на армијата на Република Македонија, Сдруженија на армиски и полициски ветерани, пензионери и други граѓани, како и децата од градинката Ангел Шајче. Во период кога настапуваат повисоки температури се очекува изголемување на бројот на пациенти со цревни заболувања. Препораките од лекарите за избегнување на овој тип заболувања се редовно да се одржува личната хигиена. Со започнување на топлото време и високите температури започнува и сезоната на цревни заболувања. Лекарите велат дека ако во последните неколку години цревните заболувања важеа само за во летните периоди, сега тоа веќе не е така. Тоа говори пред се за навиките на луѓето за храна и хигиенските навики, бидејќи сите цревни инфекции се фекорални инфекции и на сите патот им е преку уста. Кога веќе доаѓа до заболување од ваквите инфекции, лекарите препорачуваат да се зголеми нивото на лична хигиена, мење на овошјето и зеленчукот и правилно да се чува храната со цел да се заштитат од овие заболувања. Да се внимава што се јаде, на места кај што се јаде, каква храна се конзумира, таа храна да биде свежо подготвена пред се, нормално се квалитетни намирници во рамките на можностите, салатите да бидат убаво измиени, исто како и овошјето, по можност и чак што више и со сода бикарбона, значи да се тркнат сите елементи што би можеле да доведат до едни овакви инфекции. Најчесто заболуваат деца, но заболуваат подеднакво и повозрасните лица, во кои подеднакво е застапена и машката и женската популација. Симптомите се диареја, општа малаксеност, гадење и повраќање, а можна и појава на зголемена телесна температура. Суштина се
сите возрастни групи. Значи од најмали до возрастни пациенти. Така да нема некоја баш определена група за што би била со инфекција позафатена. Сите возрастни групи. Заболувањето трае 2 до 3 дена и поминува без посериозни последици ако редовно се зема пропишаната терапија од матичните лекари. Освен превентивните мерки кои треба да се практикуваат веднаш по првите симптоми, потребно е внесување на што поголеми количини на течности, советуваат лекарите. Малата Елеонора Стојановска од кривопаланичкото село Луке е родена со тешка диагноза спина бифида и е со тежок телесен инвалидитет. Во септември ќе наполни 3 години, а се уште не може самостојно да застане на нозе поради лошата здравствена состојба. Специјалистите предлагаат операција на меките ткива која чини околу 200.000 денари, а родителите кои се невработени не се во можност да обезбедат средства, поради што упатуваат апел за помош до хуманите граѓани. Ведра и насмејана, со детска радост која го огрева нејзиниот лик. Ова е првиот впечаток од средбата со малата 2,5 годишна Елеонора Стојановска. И налик секое детенце кое зрачи со ведрина, Елеонора не поздрави со насмевка. Но, иако во септември ќе наполни 3 години, за жал, се уште не може самостојно да застане на нозе поради лошата здравствена состојба. Елеонора имаше проблем уште при самото раѓање, има со спина бифида е родена, по раѓањето е направена операција. Не ги мрдаше нозете, после операцијата почна да ги мрда нозете, но имаше и други деформитети со колкчињата и со стапалата. Елеонора била родена со спина бифида, поради што не ги движела нозете. 3 дена по раѓањето била оперирана, а од тогаш минале многу физиотерапии, прегледи, исследувања и испитувања. Во Охрид бевме за колкчињата, таму се и местени колкчињата. Еднаш е правена операција на стапалата, на тетивите, но пак стапалата не се и прави, не може да оде, не може да стое. Физикалните терапии се покриени од Фондот за здравство до 3 годишна возраст, пошто мајката плаќа за својот престој, а детето се лекува бесплатно. За сите досегашни и тековни испитувања пак, барајќи решенија за состојбата на керкичката, мајката Тања и таткото Бобан, кои се невработени, морале да се снаоѓаат и да плаќаат сами. Единствени финансиски примања на 4-членото семејство се 4.000 денари, кои ги добиваат како медицинска заштита за или како лице со тешка инвалидност. Треба на физикални терапии да одеме и операција на меките ткива, но не ни гарантира дека може да се исправат ноџињата. Значи, после 7 години треба други операции. За сега само се нафаќаат во Систина да ја оперираат. Да кажем цена, таму ни бараат 3.000 евра за таа операција. И тоа само операција на меките ткива, спомнавте, а потоа би следувале и останати операции? Да. Значи на коските после 7 години треба други операции. А сега со оваа операција докторите значи не ни гарантира дека стапалата ќе се исправат како што треба, него за да може да застане на цело стапало, за да ги развива мускулите. Веќе атрофирани се веќе мускулите, не се доволно развиени. Да, не се доволно, за да може да се развиват мускулите, пошто ако е во ваква состојба не може мускулите да ги развива и не може да оди. Специјалистите предлагаат операција на меките ткива која чини околу 200.000 денари во приватна клиника. Родителите не се во можност да обезбедат средства, поради што упатуваат апел за помош до сите хумани граѓани. Бараме апел до граѓаните, до институциите, ако можат да ни помогнат некако да збереме пари, да направиме Елеонора операција, затоа што состојбата и се влошува, стапалата све повише и се криват и за да може да си оди, пошто не може она да застане на ноџето, на ноџињата. Заинтересиран кој сака, например, кој е хуман, да ми помогне, да моето дете решли ступне на здрави ноги. Храбрите родители немаат средства ниту можност да изнадат соодветен медицински третман во странство. На потек се сите хумани граѓани.
Сите институции, надлежни и стручни лица од медицината можат да помогнат соодветно со еднократна помош, иницијативи или донации на посочената жиросметка. Елеонора допрва треба да чекори по животниот пат и да се соочува со предизвиците. Надминувајќи ја оваа пречка со заеднички сили, ќе помогнеме сето тоа да биде полесно, побезбедно и побезболно за неа и најблиските, за да насмевката биде поширока и поведра, да биде што посилен детскиот восклик. Општина Куманово соопшти дека на 29 и 30 јуни на подрачјето на градот ќе се изврши дезинсекција против крлежи. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени јавните зелени површини во градот со акцент на зеленилото покрај градскиот кеј, јавните институции и установи, плуштадот и градските паркови. Општина Куманово соопшти дека на 29 и 30 јуни на подрачјето на градот ќе се изврши дезинсекција против крлежи. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени јавни зелени површини во градот со акцент на зеленилото покрај градскиот кеј, јавните институции, установи, плуштадот од градските паркови. Дезинсекцијата против крлежи се спроведува како мерка за спречување на вектор преносливи заболувања, стои во соопштението на општината. Третираните површини ќе бидат видно одбележани. Од општината соопштија дека не е препорачлив подолг престој на површините, особено непосредно по извршување на третманот. Доколку временските услови не дозволат да се спроведе дезинсекцијата, тогаш истата ќе се одложи и презакаже за друг термин. Третирањето против крлежите ќе го спроведуваат стручни екипи од приватна компанија, ангажирани од општината за таа намена, преку претходно распишан тендер, при што за дезинсекцијата и за дератизацијата општината одвои околу 700.000 денари, информираше Гордан Таневски, комунален редар од секторот за инспекцијски надзор. Ова е прва дезинсекција против крлежи на подрачјето на општината. Во општина Ранковце е формирано ново културно-уметничко друштво кое го носи називот Бела Саја 2015. Интересот меѓу младите за негување на изворниот милос од овој крај пошироко е навистина голем, велат одговорните. И најмладите од општина Ранковце се вклучија во идејата за афирмација на традицијата и изворниот фолклор од ова поднебје. Неодамна формираното културно-уметничко друштво Бела Саја 2015 на едно место собра бројни играорци кои амбициозно тргнаа во изучување и негување на автентичниот фолклор, кој е дел од македонската историја и култура. Интересот меѓу младите од основно образование е голем. Друштвото брои околу 50 на членови и е отворено за прием на нови членови од сите возрасти. Бидејќи ние имавме промотивен концерт, настап да го речам, можеби концерт е преголем збор, на 21 сега и со гости од културно-уметничкото друштво Карпош од Крива Паланка, ветерани ТПА и првиот детски ансамбл. Значи носијата се вика Саја. Во Славишко поле, на целата територија на општина Ранковце, носијата се вика Саја. Значи, а зошто Бела Саја? Затоа што во овие кривопаланечките села имаат Саја, што е исто ја викаат Саја, ама таа е црна. Заслужна за оваа идеја е наставничката Светлана Лазаровска, заедно со помошниот кореограф Христијан Давидовски. Па за овој крај сега, како и за Североисточна Македонија цела, значи ние сме на тромеѓа, така да присутни се во народот при наши случувања, присутни се на така наречена тројка или паланечка тројка. Едно, тие музиколозите, постручњаците знаат дека тоа е карактеристично шопско ора со брз ритам. Играме четворка, така наречена кумановска четворка, секако Пајдушко, Елено Момес игра. Нивната заложба е да се промовираат играта, песната и носијата, карактеристични за Славишко поле, но и поширокиот Кривопаланечки крај, но и да соработуваат со другите друштва од земјава и пошироко. Фолклорниот ансамбл одржува проби во спортската сала при основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковце. Ребалансот на буџетот ќе обезбеди дополнителни капитални инвестиции во инфраструктурата. Парите ќе бидат наменети за автопатот Демир Капија Смоквица и за гасификација, вели министерот за финансии Кирил Миноски.
Ребалансот на буџетот ќе обезбеди дополнителни капитални инвестиции во инфраструктурата. Парите ќе бидат наменети за автопатот Демир Капија Смоквица и за гасификација, вели министерот за финансии Кирил Миновски. За националниот гасификационен систем предвидени се 17,3 милиони евра годинава или скоро 2,5 милиони евра повеќе од првично предвиденото. Првиот финансиер тврди дека ниту еден капитален проект нема да се прекине, туку само ќе се промени динамиката на реализација. Министерот Миновски истакна дека полугодишната ревизија на буџетот е редовна активност која се реализира во светските економии, а двата обиди за распишување на избори влијаеле врз динамиката на реализација на капиталните проекти, бидејќи согласно законските одредби во предизборниот период не се вршат јавни набавки. Според него, позитивно е тоа што приходите за првите 5 месеци биле поголеми за 4,4% споредено со истиот период лани. Со ребалансот се предвидува забавување на финансирањето на неколку инфраструктурни проекти, но и повеќе пари за регионален и рурален развој, за инструмент за предпристапна помош ИПА 2, за спортски сали во основните и средни училишта, за поголема конкурентност во туризмот, фондот за иновации и набавка на медицинската опрема за јавните здравствени установи. Миновски посочува дека буџетскиот дефицит може да се покрива од домашни и странски извори. Издавањето на еврообврзница треба да обезбеди средства во буџетот кои ќе ја зголемат ликвидноста и ќе ослободат дополнителни средства во банкарскиот систем кои би се искористиле за кредитирање на стопанството, вели министерот. Горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за половина денар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за половина денар по литар, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,18, односно за 0,71%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС-95 ќе изнесува 63 денари за литар, Евросупер БС-98 ќе се продава за 64,50, Евродизел за 49,50, а екстра лесното масло за домаќинство за 38 денари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика за 0,169 денари за килограм се зголемува малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 21,788 денари за килограм. Како причина за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 2,71% пониската просечна цена на сурова нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 1,16% повисокиот курс на денарот во однос на доларот. Најмалку 25 деца загинале во воздушни напади врз густо населени делови од градот Ал-Курија на исток во Сирија, соопшти УНИЦЕФ. Вести од светот. Повикувајќи се на своји локални партнерски организации во Сирија, УНИЦЕФ наведува дека локални здравствени работници пријавиле дека подурнатини на Ал-Курија во провинцијата Деир Ал-Зор, која е под контрола на Исламската држава, извлекувале тела на загинати деца. 3 напади се извршени врз густо населени подрачја, вклучувајќи и џамија за време на молитва. УНИЦЕФ најостро ги осудува тие напади и ги повикува сите страни во конфликтот да не повредуваат деца, соопшти организацијата. Велика Британија и натаму ќе има достап до единствениот пазар во Европската Унија и покрај тоа што гласаше да излезе од Унијата. Тоа го нагласи лидерот на кампањата Брекзит и веројатно следен премиер Борис Џонсон. Во редовна колумна во Daily Telegraph тој наведува дека сега Британија може подобро да изгради односи со Европската Унија на база на слободна трговија и партнерство, отколку на федерален систем, и дека државата ќе може да склучи договори за слободна економија со држави во развој надвор од Европската Унија. На вчерашните повторени избори во Шпанија, според првичните резултати, победи конзервативната народна партија која освои 136 од 350 места во парламентот. Тоа значи дека оваа партија не може самостојно да формира влада. Социјалистите се на второ место со 23% од гласовите. Народната партија, која ја предводи сегашниот премиер Маријано Рахој, владее од 2011 година. Изборите во декември минатата година не донесоа мнозинство за ниедна партија, а потоа пропаднаа и 6-месечните преговори за формирање влада, пошто мораше повторно да се одржат избори.
Авион на компанијата Singapore Airlines на лет за Милано се запали рано утрово откако принудно слета на сингапурскиот аеродром Чанги од кој полетал. Во инцидентот нема повредени, соопштуваат локалните власти. Авионот се вратил на аеродромот по предупредувањето на ниско ниво на масло во моторот, но после летувањето се запалил десниот мотор на Боингот. Пожарникарите набрзо го изгаснале пожарот, а никој од 222 патници и 19 членови на екипажот не е повреден. Македонската кошаркарска федерација од 29 јули до 7 август 2016 е организатор на Европското првенство за кошаркари до 18 години дивизија Б. По тој повод, Македонската кошаркарска федерација објави конкурс за ангажирање на лица кои ќе бидат дел од локалниот организацијски комитет и кои ќе придонесат за успешна организација на Европското првенство за кошаркари до 18 години во Скопје. Ќе бидат избрани вкупно 40 лица, од кои 23 водачи за гостинските репрезентации, 6 одговорни лица за хотели, оперативен менаџер, одговорен за дистрибуција на медија материјали, 9 лица ќе бидат ангажирани во спортските сали. Лицата заинтересирани за учество во организацијата на Европското првенство може да добијат информации преку веб страната на Македонската кошаркарска федерација. На првенството покрај јуниорската селекција на Македонија ќе настапат уште 23 репрезентации со 24 земји учеснички. Ќе биде најголемото младинско европско првенство одржано досега во Македонија. Надпреварите ќе се играат во спортските сали ВИП Арена Борис Трајковски, спортски центар Јане Сандански и салата на кошаркарскиот клуб Вардар под Кале. Екипите и официјалните лица ќе бидат сместени во хотелите Континентал, Александар Палас и Русија. Франција избори пласман во четвртфиналето на Европското првенство, на кое домаќин откако во осми на финалето славеше над Република Ирска со 2:1. Вести од меѓународен спорт. Херој на францускиот триумф е Антоан Гризман, кој во интервал од 225 секунди направи пресврт откако ирците на самиот почеток постигнаа гол. Ирците ги шокираа француските навивачи на стадионот во Лион со гол уште во втората минута. Погба го сруши лонка, судијата Рицоли покажа на белата точка. Сигурен реализатор на пеналот беше Брејди. До крајот на првиот дел, французите се обидуваат да извршат притисок, да израмнат, но нивната игра на моменти и премногу беше неповрзана. До крајот на мечот, французите се обидуваат да постигнат уште некој гол. Жињак ја погоди гредата, Рендолф го одбрани ударот на Гризман, но резултатот остана непроменет. Франција во четвртфиналето против Англија и Исланд ќе биде ослабена бидејќи поради жолти картони во тимот ќе ги нема Рами и Канте. Репризата од ланското финале на Копа Америка повторно им припадна на чилеанците кои одново беа подобри од белата точка. Проклетството на Аргентина продолжува, но овој пат остануваат послаби без Меси, кој на само 29 години реши да стави крај на репрезентативната кариера. Чиле 2 години поред ја слави Копа Америка и тоа 2 години против силната Аргентина. Минатата година 4:1 на пенали по регуларните 0:0. Овој пат по истиот резултат во 90 минути 4:2 од белата точка. Меси и Билја ги промашија пеналите, Маскерано и Агуеро беа прецизни. За Чиле промаши само Видал, а потоа сите четворица до крајот беа прецизни. Селекцијата на Аргентина е во црна серија од 23 години без трофеј. Соединетите Американски држави го официализираа составот на играчи во кошаркарскиот Дрим Тим од земјата за претстојните Олимписки игри во Бразил и покрај откажувањата на Леброн Джеймс и Стеф Кари, тренерот за најголемиот спортски собир во светот располага со фантастичен состав кој станува прв фаворит за златниот медал. Во него се најдоа Кајри Ирвин, Клеј Томпсон, Џими Батлер, Кајл Лаури, Демар Дерозан, Кевин Дурант, Кармело Ентони, Пол Џорџ, Дреймонд Грин, Харисон Барс, Демарус Казинс, како и Деандре Џордан, што во никој случај не е состав за потценување. Да проследиме метео.
Со ова информација го завршуваме дневникот. Останете со К3. Пријатно попладне.